Јавно предпријатие Македонски шуми. Покрај економската функција, шумите имаат и многубројни други корисни функции. Многустрана заштитна функција во поглед на заштитата на биодиверзитетот и запирање на ерозијата, поволно влијание врз климата и режимот на водите, производство на кислород и подобрување на животната средина. Економската, социјалната и еколошката функција на шумите се од огромно значење за одржливиот развој на општеството и за подобрување на квалитетот на животот, особено во руралните и планинските подрачја. Со државните шуми во Република Македонија стопанисува јавното предпријатие за стопанисување со шуми во државна сопственост Македонски шуми. Со интегрално стопанисување со шумите е започнато со формирањето на јавното предпријатие, кое е основано со одлука на владата на Република Македонија. Со работа започна на 1 јули 1998 година, како правен следбеник на дотогаш постојните предпријатија за стопанисување со шуми. Јавното предпријатие Македонски шуми функционира како важен стопански субјект во Република Македонија. Следејќи ги политичките и економските промени во Република Македонија, во согласност со евроинтеграцијските процеси кои налагаат приоритети и фокусирање кон општо корисните функции на шумата и нејзиното стопанисување, се интегрира во поширок контекст во кој заштитата на биодиверзитетот и грижата за природата и животната средина се ставени во прв план. Имајќи предвид дека шумите се природно добро од општ интерес, а стопанисувањето со шумите е дејност од јавен интерес, со Законот за шуми се утврдени основните дејности на јавното предпријатие. Тоа се стопанисување со шумите во државна сопственост, во што спаѓа одгледувањето, заштитата и користењето на шумите, со што предпријатието обезбедува трајно зачувување и зголемување на вредноста на шумите, како и постојано зголемување на нивниот прираст и нивните општо корисни функции. Предпријатието врши и други дејности кои се во врска со основните дејности. Ловот, одгледувањето на дивечот, собирањето и доработката на други шумски производи, ловен туризам и друго, се капацитети кои предпријатието постојано ги сервисира. Површината под државни шуми со кои стопанисува јавното предпријатие изнесува 859.427 хектари. Од нив 25% се високостеблени, а 75% нискостеблени шуми. Бруто можниот годишен етат изнесува околу 1.200.000 кубни метри, а вкупниот годишен прираст околу 1.800.000 кубни метри. Еден од неопходните предуслови за непречено функционирање на производството во шума се шумските патишта, наменети за превоз на шумски производи, а ги користат субјектите кои стопанисуваат со шумите. Оптималната отвореност на шумите со патишта се утврдува со општиот план и посебните планови. Отвореноста на шумите во просек изнесува 8,80 метри на хектар. За задоволување на потребите од посадочен материјал и задоволување на законската обврска на јавното предпријатие Македонски шуми по основ на проста и проширена репродукција, јавното предпријатие во својот состав има расадници за производство на шумски и декоративен саден материјал на вкупна бруто површина од 36,62 хектари или нето површина од 25,40 хектари, со капацитет од 20 милиони броја насадници. Расадниците се наоѓаат во рамките на неколку подружници, и тоа Кавадарци, Струмица, Кичево, Куманово, Свети Николе и Скопје. Јавното предпријатие Македонски шуми располага со 4 ловишта, од кои 2 се државни, Лешница Тетово и Полаки Кочани, и 2 ловишта под концесија, Милисин Гевгелија и Честово Валандово. Вкупната површина под ловишта изнесува 42.730 хектари, од кои ловишта за крупен дивеч се на површина од 35.730 хектари, а ловишта за ситен дивеч на 7.000 хектари. Во рамките на предпријатието функционира погонот за хидродестилација на етерични масла,
кој се наоѓа во подружницата Малешево-Берово, со капацитет од 7.000 до 10.000 килограми етерични масла, во зависност од суровината која што се преработува. Јавното предпријатие Македонски шуми е организирано така што дејноста за која е основано ја врши обезбедувајќи техничко, технолошко и економско единство, ефикасност во работењето, заштита и унапредување на добрата од општ интерес, развој и усогласеност на сопствениот развој со вкупниот стопански развој на државата. Заради успешно остварување на овие цели, јавното предпријатие е организирано во дирекција и 30 подружници со вкупен број од околу 2300 до 2400 вработени. За обезбедување на потребната координација во остварувањето на дејностите на предпријатието, под раководство на директорот, шумарски инженер Зоран Ѓорѓиев, работењето во дирекцијата се извршува преку 9 сектори, со кои раководат помошници на директорот. Сектор за уредување на шуми и ловишта и проектирање. Сектор за план и анализа, инвестиции и развој, информатички и комуникациски технологии. Сектор за шумарство. Сектор за одгледување, подигање, екологија и лов. Сектор за управување со шумско земјиште, шумска инфраструктура и механизација. Сектор за заштита на шумите, надзор и внатрешна контрола. Сектор за комерцијални работи, сектор за економско-финансиски работи и сектор за правни, кадровски, општи работи и човечки ресурси. Јавното предпријатие Македонски шуми во својот состав има 30 подружници со кои раководат раководители. Со оваа поставеност се постигнува координација меѓу сите релевантни дејности за усогласена работа која резултира со успех во рамките на стопанството на нашата држава. Република Македонија има потпишано и ратификувано многу меѓународни договори и конвенции за заштита на шумите и животната средина кои влијаат врз шумарскиот сектор. Ориентацијата на земјата кон Европската Унија бара хармонизација на шумарската политика со обврските кон неа. Реалните услови во моментов ја налагаат потребата од создавање ефикасен систем за многуфункционално стопанисување со шумите и развој на модерна дрвна индустрија со високи стандарди, за што се грижи јавното предпријатие Македонски шуми.